Добро вечер. Ова е вечерниот дел од денешното отворено студио. Може би на моменти ќе ви станам досаден шетајќи се од еден пулт на друг, но во секој случај лепезата на моите вечерашни соговорници е прилично широка, интензивна и морам да ви кажам дека темите ќе бидат на моменти наметливи и провокативни. А од она што сакам да ви кажам, тоа е денешната на оден начин една нова шок информација доаѓа од Институтот за здравје, дека на неколку илјади мостри испитани увезена и домашна храна се констатирала затруеност од тешки метали. Тоа може би на прв поглед ќе си речете, па сите сме такви, јадеме се и се што, но во ова време на динамични промени и на сериозни загрижувачки појави на интерактивност меѓу тоа што го дишеме и јадеме со нашата здравствена состојба, мора да го подигне црвениот аларм. Или како што обично народот вели, воздухот не задушува, земјата не труе. Или уште повеќе горе високо, долу длабоко, не знаете кај да фатите. На моменти ми се чини, не знаеме дали ќе се здомиме дома поради налетот на пи честичките или ќе почнеме да ги миеме салатите и сето друго под овој стрес на информации дека значаен дел од храната е, односно поголем дел од испитуваната храна и мострите се загадени со тврди метали. Мој вечерашен гостин е доајенот на сферата на хемијата и истражувањето во таа област, универзитетскиот професор Трајче Стафилов. Тој е еден од луѓето од овој институт кој важи за еден од најцитираните, според тој така наречен импакт фактор, со репрезентативни имиња кои се и академици и кои се сериозни истражувачи. Тоа што јас го паметам, тоа е дека оттаму излиза едно на оден начин енциклопедиско издание за минералите на тлото на Македонија во негова англиска верзија, подготвена од академиците Јовевски и Боев. Вечерва е гостин мојот, односно професорот Трајче Стафилов, кој ја има изготвено геохемискиот атлас на Република Македонија. За него подосна. Како ја примивте информацијата дека прилично јасно се не предупредувате за загаденоста на воздухот, на овој нов миг дека ни е затруена земјата или дел од земјата со отровни метали, со тешки метали, зашто сте вие посебен експерт. Од што да се чуваме, како да се сочуваме? Интересно прашање. Ние за вакви состојби посочуваме подолг период. Резултатите ги објавуваме, достапни се до надлежните. Јас не видов дека во овој изминат период се преземени мерки. Во однос на... Тоа значи дека повеќе ве читаат во странство, одошто дома, експертите кои треба да бидат уважени. Во врска со загадената храна со тешки метали, јас би сакал да потенцирам дел од резултатите на нашите истражувања, кои што се однесуваат на загадувањето генерално на животната средина по Велес и неговата околина и посебно истражувањата на контаминираност на земјоделските производи произведени во тој регион. И укажувањата се дека практично сите зеленчуци што се произведени во тој регион се контаминирани со олово, кадмиум и други тешки метали над дозволените концентрации и таа храна се уште се консумира. Тој шок од Велешката топилница за новите генерации кои не знаат дека се раѓаат деца со сериозни малформации и така натаму, дали сега, после 15 години, колку е, 20 години е веќе затворена, да речем условно тој дел е деконтаминиран? Или тоа реално гледано никош не може да се деконтаминира? Не е деконтаминиран, бидејќи треба активности за да се деконтаминира. Загадувањето е енормно големо. Нашите истражувања покажаа дека околу 14 квадратни километри од почви во градот и во неговата околина се загадени екстремно над интервентни вредности според европските стандарди. Ние, на жалост, немаме правилници за
за максимално дозволени концентрации на штетни супстанции во почвите. И ако пред 6 години го подготвивме заедно во Министерството работна група за животна средина предлог закона, тој уште не е во процедура. И ги користиме странските стандарди, според холандските интервентните вредности значат ако такви почви се појават, тие треба веднаш да се отстранат од таму и да се пречистат. Ние имаме 14 квадратни километри екстремно загадени почви и во градот. Зборуваме за Велес. За Велес. Да. Каква се состојбата во Скопје? После ќе префрлам малце на Кавадарци, бидејќи сте вие на оден начин поранешен експерт на фени, кој во почетната фаза, откако се рестартираше, беше под пресија дека загадува едно сериозно подрачје кое има производство на грозје, на зеленчук и така натаму. Јас би сакал само да објаснам дека ние последните 10 години интензивно работиме, јас сум моите соработници, 20 на магистранти и докторанти, соработници од колеги од Словенија, Австрија, Русија, Романија и така натаму на загадувањето на животната средина генерално во државата, на сите медиуми, воздух и води, почви и така натаму, и детално ги имаме истражено оние региони во кои што беа посочени според студијата за изработка на стратегијата за индустријски отпад како жешки точки, критични точки. Така што изготвивме десетина геохемиски атласи за поедините региони, за Велес, Кавадарци, Пелагонија и така натаму. Тоа сето после е влезено во овој генерален... Не, тоа е ова е независно. Геохемиски атлас, ова е независен. За на национално ниво изработен. И ги уочивме локациите, зоните, областите со поголемо или помало загадување. Во Кавадарци почвите не се загадени со никел или хром како резултат на работата на топилницата, заради тоа што содржината на никел во рудата е многу мал во однос на содржината на олово, цинк, кадмиум. Затоа ние увезуваме руда со прилично... Не, знаете како во Велес се преработува концентрати со 50-60% олово и цинк. Овде е 1 до 2%. Но загадување имаше на воздухот, заради тоа што филтрите не работеа како што треба, но со санацијата на филтерот последните неколку години, бидејќи беа и принудени тоа да го направат од инспекцијата, сега состојбата е подобрена. Како што е подобрена и состојбата со Макстил, бидејќи и тие го реконструираа филтерот. Имам тука едно прашање. Денове почне вака една политичко бизнис информација во која премиерот Заев тврди дека се спогодил со производителот, а тоа е ИГЕМ, за изградба на нова топилница во Повардарието надвор од реоните. Мене ми интересира дали со тоа има гаранција, како што во однос на фени, дека нема да дојде до нова контаминација и на воздухот и на земјата, бидејќи се работи и тамо за преработка на тешки руди и метали. Знаете како, во минатото, во отсуство на технологии, во отсуство на мерки и законодавство соодветно за вистинска заштита на животна средина, се случуваа состојби на енормно загадување заради овие проблеми. Сега технологии постојат, мониторинг постои, санкции треба да постојат. Јас проблемот кај нас во Македонија го гледам во тоа што граѓаните нема доверба во институциите дека ќе се постапува правилно во однос на надзорот, мониторингот, санкционирањето и така натаму. Тоа треба да го повратиме. Нема доверба заради тоа што преовладува становиштето дека големите корпорации знаат едноставно да ги купат инспекторите и тука нема валидна и веродостојна информација. И меѓутоа, како пример, јас ќе ви укажам дека јас сум посетил, например, во многу земји, топилници за олово, цинк или железарници, цементарници во сред градовите, во Токио, например, термоелектрана. Јас сум живеел во Германија, во најревностната Рајна Весфалија се најтешките... Ако се преземаат вистинските, правилните мерки на време, не гледам дека може да има проблеми во таа насока, но сепак живееме во Македонија и тој страв кај населението постои. Професор Стафилов, мислам дека има еден сериозен напредок во развивањето на екосвеста на цивилното општество и на граѓанството. И мене
на овој начин ми импресионира овој реален притисок на граѓаните околу дозволите за изградба на рудниците за злато, ваму таму, сомневањата околу користењето на технологијата. Нов налет има на незадоволство околу веродостојноста дали во однос на иловица ќе се користат овие модерни технологии кои нема да ја контаминираат земјата. Што вие мислите? Знаете како постојат експерти со изворедни познавања и кај нас, посебно во странство. Треба да имаме доверба во експертите и треба да докажат под инвеститорите да докажат дека на вистина тоа што го тврдат ќе биде реализирано, но пак ќе речам довербата ја нема. Имаме ние многу ситуации од минатото каде што се работело толку без еколошката свест и мерки да имаме реони каде што загадувањето кое што настанало како историско загадување бара огромни средства да се реши, но на жалост во овие изминати децении воопшто не се преземени такви мерки. Имам резерва кон еуфоричниот атак врз странските инвеститори и рудниците без оглед кои се парите, бидејќи реално гледано нема земја која може да просперира само со аграр и така натаму. Нам ни треба сериозна индустрија, преработувачка и така натаму. Но она што вие го велите, тоа е довербата во институциите и довербата во експертските становишта. Дали било кој од овие три клучни големи инвестиции кои се движат некаде до 500 милиони, инвеститорите дошле кај нашите домашни експерти и ви рекле, еве од вас сакаме стручно мислење. Јас со респект зборувам за изјавата на ректорот на Штипскиот универзитет, еден од врвните експерти, академик Боев, кој предупредува на таа анархична ситуација да ги избркаме сега инвеститорите и да живееме од смокви, јапонски јаболки и грозје. Тоа нема логика, но има ли логика, дали сте консултирали? Да, има комуникација со потенцијални инвеститори, користење на нашите резултати од нивна страна и има и позитивни примери. После таквите укажувања и од страна на експертите и од страна на надлежните, позитивни примери на преземање мерки. Јас би го нагласил тука примерот на рудникот Саса, например. Во последната деценија таму се презедува мерки да старите јаловишта кои што се настанати од флотационата јаловина како резултат на историските работа на Саса, се санирани, покриени со земја, пошумени, значи заштитени од дистрибуција на тие честички во животната средина. Има и многу други такви примери, но треба да се направи притисок и тоа е добро што јавноста врши притисок, но тоа треба да го следат и надлежните институции. Не, јавноста мора да прави притисок, зашто ние не смееме да бидеме европска депонија во услови кога се стремиме кон некакви европски стандарди. Абсолютно. Ако не покажеме зрелост, бидете сигурни дека корпорациите се што е валкано ќе ни донесат тука. Не мора меѓународно странските, особено источноевропските и така натаму. Но она што сакам да го нагласам во контекст на ова што вие се интересирате потреба од интензивно решавање на историски настанатите критични жешки точки со индустријски отпад кој што е присутен во одредени региони и кој што ја загадува животната средина и воздухот и водите и почвите, а акции не се преземаат соодветни за нивно решавање. Ние со вршење на притисок на оние инсталации каде што има сопственици, има активност, се вршат одредени преземања на мерки. Но она што е напуштено, а порано било државно предпријатие, државна топилница или рудник, не се санирани и не се обезбедени од загадување на пошироката животна средина соодветно. Такви примери имаме повеќе. Кои се тие црни точки, да речам, условно, или кои се локациите каде што може да бидат еколошки бомби? Значи, реализирајќи го проектот на Европската унија за индустријски
отпад во Македонија и стратегија, дефиниравме 16 така наречени жешки точки со индустријски отпад и на прво место беше депонијата на хексахлороциклохексаните во Охрис. Тоа би требало да биде линданот, како што ние просто знаеме да го... Линданот е само еден од тие хексахлороциклохексани. Тоа значи има цела палета такви? Има, тие другите се помалку токсични, линданот е најтоксични, затоа нарекуваме депонија на линдан. Каде што имаме заедно со почвата со која што се покриени овие хемикали, имаме околу 50.000 тони. 50.000 тони опасен отпад. И сега се преземаат од страна на Министерството и Канцеларијата за персистентни органски субстанции. Се реализира проектот финансиран од Глобалниот еколошки фонд, УНИДО и ветување од владата со една одлука од 4-5 години за партиципација соодветно финансиска, да се реши во следните 3 години 1/5 од овој отпад. Значи, ќе треба уште многу средства да се реши и другиот. Сега веќе на овој начин човек не знае што е поголемо зло, дали линданот или парите што мораме сериозно да ги издвоиме во санираните неговите последици. Јас знам што ќе нема пара која нема здравје што здравјето е парата, но цената на таквата реконструкција или санација се движи од 100 до 500 милиони. Зборуваме само за една локација. Да, само за линданот. За линданот, да, неколку стотини милиони. Кои се другите? Што правиме, например, со јаловината во Битолско? Втората жешка точка што тогаш дефинираме според токсичност, локација, количини и така натаму, е троската од топилницата од Велес, која што е 1,5 милион тони отприлика, со многу високи содржини на тешки метали, која што е извор на загадување во овие неколку децении. Тамо не помага идејата за така наречено хортикултурно или пошумување? Има изработена физибилити студија која што предвидува одредени мерки, но за среќа се појави фирма СНВ од Белград која што има договор со малезиска фирма да се преработува троската таму и да се произведуваат метали. Јас знам дека е тоа фирма која долго време се заинтересира и беше вмешана во тоа, но тоа како што се работи за тобако, дрога, мафија и така натаму, тоа е една сериозна ситуација, но дај Боже да го земат. Јас се надевам дека е сериозна намерата и бидејќи е веќе и барањето, концесијата е подпишана со Министерство за економија, барањето до Министерство за животна средина е доставено, така што се надевам дека ќе отпочне на соодветен начин транспортот до Солунското пристаниште и од таму до Малезија. Така што тој извор на загадување на тој начин би го решиле. Ајде првите 5 од 16 многу. Да, нема да навлекуваме за другите помалку штетни. Она што е сериозен проблем е депонијата на опасен отпад од арсенски концентрати во Лојане. Таму има оставено, кога рудникот и флотацијата биле напуштени во 1979 година, значи 40 години, 15.000 тони арсенов концентрат со 30 до 40% арсен во него, тоа е чист арсен сулфит, на отворено. До таа депонија има основно училиште на 150 метри и селото. И уште 5.000 тони во Табановце на железничката поранешна станица, бидејќи од таму го транспортирали и како прекинале, како се затворила фирмата, таму е остане. Да отидете да видите, тоа е 5.000 тони огромна количина. Ние живееме илузија дека воздухот не загадува ова што вие го зборувате. Па тоа го загадува и воздухот, ги загадува и подземните води и така натаму. На еколошки бомби реално и дека има и други, вие спомнавте Битола, во Битола подолг период концентрацијата на штетни гасови и на прашина од джаците од рек Битола ги надминува максимално дозволените концентрации. И последниот период несоодветно се депонира пепелта од согорувањето на јаглен, која што се движи како количество меѓу 1 и 1,5 милион тони годишно. Која што ветерот ја разнесува и која што има зголемена радиоактивност во однос на радиоактивноста фонска на почвите, за 3-4 пати поголема. Така што тоа е сериозен проблем исто и јас слушнав уште минатата година најава. Не ни требаат ураниумските куршуми од Косово
пред 20 Знаете, години. не е тоа многу голема радиација, меѓутоа е поголема отколку фонската на која што луѓето што живеат таму се навикнати. И мора да се барат решенија. Јас слушнав на медиумите дека новото раководство веќе има проекти и намера, интенции да го решава овие проблеми, но они постојат таму. Имаме 30 на милиони тони пепел депонирано. Исто така и во Осло е одредено количество. Имаме и други депонии кои што се активни, во кои што, да речеме... Доаѓам во искушение да ја прекинам, зашто мислам дека гледачите не може да ја примат целокупната оваа шок и информација, иако без тоа ние не можеме да живееме. Алви вера на истражувањата. Меѓутоа, таа детекција на овие невралгични точки, предполагам дека нема влада која не ги знае и нема влада или кабинет на Заев која не е во такво искушение како да се справи. Овие информации им се доставени, сите наши објавени трудови, монографии, така натаму се доставени минатата година, предминатата година. Преземени се одредени активности во кои што сум и јас вклучен и поголем број на експерти од Македонија и од други земји, посебно за линданот, и тоа вниманието на линданот е максимално и од страна на владата посветено. Но имаме уште еден пример, бидејќи рековте неколку да набројам, кој што заслужува внимание да се посочи, тоа се старите јаловишта во Пробиштип. Рудата од рудникот Добрево се преработува во градот Пробиштип од пред 70 години и јаловината се депонирала веднаш до градот. И потоа продолжило депонирањето во по-оддалечени простори. Старите јаловишта 4 со огромни количества на јаловина не се заштитени. И градот се шири кон нив. Значи, тоа е исто така... Кој може да предпостави дека Охис ќе дојде во центарот на градот и дека Линданот ќе биде нуклеарна, односно карциногената бомба за Скопје? Професоре, уште само еден аспект, што правиме? Како да се заштитиме пред премислата и сознанието дека индустријата е најголемиот загадувач на воздухот? За разлика од сите овие, да речем условно, алтернативни или утешителни дека гумите, јагленот и така натаму. Во основа сепак се работи за индустријата. И сега, дали е тоа доволно со овие така речени еко дозволи А, категорија прва и така натаму, и дали нам не достига нов налет на граѓански активизам за да се освестат властите? Да, ако зборуваме за загадување на воздухот, и состојбите во однос на загадување на воздухот, јас не би ја потенцирал индустријата како најголем загадувач или единствен загадувач. Знаете како во Македонија, во котлините, во зимскиот период, доаѓа често до така наречени температурни инверзии, кои што спречуваат вертикално мешање на воздушните струи. При постојање на слаби ветрови со многу мала брзина, ние немаме и хоризонтални движења. Скопската котлина е таков случај и во такви периоди на температурни инверзии, ние во отсуство на мешање на воздушните маси со повисоките, ние како да сме под капак, котлините како да се под капак, и имаме енормна емисија секојдневна која што се задржува во тој дефиниран простор и концентрациите растат. Во таков случај, тоа што можеме да промениме да ги намалиме емисиите и да ги сведиме на минимум за да не растат концентрациите. Но такви активности имаше потреба да се преземат многу порано, од кога веќе тие информации ги имавме со автоматските мониторинг системи. Првиот автоматски мониторинг систем го поставивме заедно со експертите на JICA, на Јапонската агенција за меѓународна соработка, 1997 година, и веќе ги имавме сознанијата за високите концентрации и на цврсти честички, и на гасови и така натаму. Но мерки за намалување многу споро се преземаат. Професор Стафилов, се ближиме кон крајот на времето за овој разговор. Уште само близ неколку провокации, да речем. Ова геохемиски атлас на Македонија е работен од Трајче Стафилов и Роберт Шајн, што ми наслутува дека е тоа еден меѓународен тим. И тука гледам дека учествуваат прилично значајни имиња
Јас не ги знам сите, но и кај нас ми се респективни. Она што малку скромно го знам, дека на времето академик Георги Филиповски, да му даде Господ уште да поживее, е првиот кој ја направи така наречената педолошка карта на почвата. И може да се смета дека од тогаш можеше да настутуваме кои ќе бидат загадени или незагадени. Што би требало овој геохемиски атлас да им служи на истражувачите во регионот, бидејќи учествуваат и прилично важни експерти од регионот? Геохемиски атласи изработуваат развиените земји. Нажалост, Македонија го немаше и јас, бидејќи учествував во изработката на геохемискиот атлас на Европа, одлучив дека е нужно Македонија да има геохемиски атлас, бидејќи познавањето на квалитетот на почвите во однос на хемиските загадувачки супстанции е важен од многу аспекти. Од аспект на земјоделско производство, од аспект на планирање, развој, решавање на загадени подрачја. И бидејќи најдов на затворени врати од институциите за финансиска поддршка на изработката, овој геохемиски атлас и сите истражувања што се тука вклучени ги реализиравме јас со мојот тим магистранти, докторанти и колеги од други држави кои што волонтерски се вклучија во реализацијата. Истражувањето траеше 8 години и потоа ги обработивме и тука се застапени картите на дистрибуција на 40 хемиски елементи. Ја имаме состојбата во однос на литогено, природно присуство на одредени тешки метали. Македонија е сепак вулканско подручје и богато со метали, минерали на метали, но ги дефиниравме регионите загадени од историското загадување. Тие податоци треба послужат како основа за нови проекти, истражувања и решавање на проблеми или познавања на планирање на урбанизам и така натаму, а не како во пробиштип да се шири градот врз самото јаловиште. Морам да ви одам признание вам и на вашиот институт и на нашите македонски истражувачи. По само 2-3 години излезе атласот на минерали, и тоа на англиска верзија, на репрезентативно од академиците Јовановски и Боев. И професорот Макревски. И професорот. И ова геохемискиот атлас, се разбира, уште еднаш го потенцирам нашиот најпознат академик Филиповски со неговата педолошка почва. Тој е и рецензент на и рецензент. Јас сега ќе се заблагодарам за разговорот и барам од вас да ми ветите дека за едно од најпровокативните прашања, најконтраверзните, Алшар, неговите потенцијали, неговите дилеми, неговиот распон на така наречени ретки минерали и така натаму и хемиски состојци кои во проценки се движат од 1 до 10 милиарди. Те американците го сакаат, те македонците го запустија, за тоа ќе правиме посебна дебата. И би ве сакал да ве замолам, веројатно наскоро, бидејќи сте прилично стаменит научник со елоквенција достапна до сите наши гледачи. Ви благодарам. Само за информација и на вас и на гледачите. Во ноември ја промовиравме книгата, научната монографија Алшар, светско природно богатство, објавена заедно со академиците Јовановски, Боев и Матевски, јас и професорот Макревски како автори, и го опфативме Алшар од сите можни аспекти на рудно богатство, минеролошко богатство, можна примена за детекција на сончеви неутрина, биодиверзитет и така натаму. Книгата е достапна во книжарницата на Ману. Сакавме од митот за Алшар да ја спуштиме состојбата на реалноста и научниот пристап. Добро. Немам намера на перманентно образование да учам нови ова, но со задоволство би ја добил и таа книга, зашто тоа е еден начин и наш пристап на своевидно адхок едуцирање. Уште еднаш ви благодарам, професор Стафилов, и посакувам понатаму успешни вакви научни трудови, зашто тоа е еден репрезент на нашата наука во услови на скромни 0,02% издвојување за фундаментални истражувања. Ви благодарам за поканата и нас. Благодарам уште еднаш. Поштувани гледачи, тоа беше професор Трајче Стафилов од Институтот за хемија. Следуваат вестите, а во вестите ќе видите што ќе правиме и кај ќе заврши
железната ограда од пред владата која е веќе денеска симната, дали почнува процесот на деантиквизација или напуштање на барокот во Македонија, и она што може би е за сите нас понекогаш политичка провокација, тоа дали доаѓа до раскинување на врската меѓу Заев и Ахмети, или тие и натаму ја дигаат тензијата што е стандардна политичка клима во Македонија пред избори, а потоа сите заедно во голема љубов ќе живееме во формирањето на функционирањето на идниот претседател на државата ако го избереме. И на крај, односно веднаш после тоа, затоа ви реков дека може ќе ви збоктисам, е интервјуто со вице-премиерот Радмила Шекеринска, министер за одбрана, но не само за НАТО. Например, мене би ми интересирало, се надевам дека во подготовките и тоа ќе го земе, дали може да дојде до прв женски ринг во претседателската трка Шекеринска-Силјановска. Гледајте на.